Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван председател на влада, членови на влада, кандидати за министри, почитувани представници на медиумите. Денешната седница и денешниот предлог за избор на министри и заменици министри во владата на Република Македонија е плод исклучиво на политички договор, но и е плод на политичка волја за брзо завршување на политичката криза во Република Македонија. Како парламентарно мнозинство носиме одговорност само пред граѓаните. И без разлика на желбата за власт, која што ја има опозицијата, и таа желба е нескротлива, ние носиме одговорност да не дозволиме понатамошно проширување, продлабочување и изголемување на последиците од политичката криза. Ние не смееме да дозволиме нарушување на стабилноста на државата, нарушување на функционалноста на институциите, нарушување на безбедносната состојба, нарушување на меѓуетничките односи, но пред се, како парламентарно мнозинство, не смееме да дозволиме нарушување и тешки последици врз стопанството, странските директни инвестиции и генерално врз економската состојба и животниот стандард на нашите сограѓани. Има цела една низа од мерки со кои што, од една страна погледнато, треба да се врати довербата на опозицијата кон институциите на државата. Но од друга страна погледнато, овие мерки ќе служат да не се дозволи уште еднаш истата опозиција да не ги прифати изборните резултати, да не ја прифати волјата на граѓаните и да не прифати стабилно функционирање на парламентот, владата и другите државни институции. Нашиот чекор и нашата големина е токму поради тоа. Се надеваме дека ако Социјалдемократскиот сојуз на вистина во некој дел од својот разум верува во приказните кои што ги говори, за тоа дека изборите биле нефер, за тоа дека избирачкиот список бил неточен, за тоа дека имало лажни гласачи, после ова нивно влегување во владата, ќе разберат дека изборите не ги губат заради тоа, туку ги губат заради фрапантните штетни последици кои што ги оставија после нивното владење, заради тоа што не им држи зборот, заради тоа што немаат концепт и програма и заради тоа што имаат значително слабо ниво на кадровска понуда. На 24 април, колеги пратеници, ќе го видите тоа. Тоа нема да ви го кажеме ние, тоа ќе ви го кажат граѓаните на Република Македонија. Од друга страна, доколку раководството на СДС е свесно во што ние веруваме, дека изборите не ги губите заради лажните приказни, туку ги губите заради причините кои што ви ги кажав, тогаш ќе мора да се понесе политичка одговорност, но не само пред ова собрание, туку пред сите граѓани на Република Македонија. Заради тоа што ние живееме година и пол во ситуација во која што заради желба за власт и непомирливост се доведе државата до политичка криза, институциите до криза, се нарушија меѓуетничките односи, во еден момент се наруши безбедноста на државата и граѓаните, мирот нивен, се влијаеше врз економската состојба, странските инвестиции, домашните инвестиции, обртот на средства, јавната потрошувачка и така натаму, и така натаму. Одговорноста за тоа ќе мора некој да ја понесе. Ја поздравуваме одлуката на СДСМ, на некој начин и ја поддржавме во текот на разговорите да понудат политички министри, министри кои што се дел од највисокото раководство на Социјалдемократскиот сојуз, за да си ја превземат целокупната одговорност за функционирањето. Утре никој нема да може да каже
дека некој технички министер кој што бил прифатен од сите партии требало, можело, знаел, не знаел како да раководи со министерствата кои што ги превзема. Не. Секретарот на СДСМ и подпредседателот на СДСМ ќе ја понесат целокупната лична одговорност, а нивната партија целокупната политичка одговорност за сите грешки кои што ќе следат во следниот период. Сериозно очекуваме да не се запираат субвенциите за земјоделците, да не се злоупотребуваат позициите за тоа. Очекуваме да продолжи политиката на зголемување на пензиите во Република Македонија. Очекуваме да не се стопира политиката на зголемување на социјалните трансфери кон граѓаните на Република Македонија. Очекуваме да не се стопираат исплатите редовни спрема стопанството во Република Македонија. Очекуваме министерот за труд и социјална политика да го продолжи проектот Македонија вработува, со кој што илјадници граѓани во последната година го добија своето прво вработување. Очекуваме министерот за внатрешни работи одговорно да се однесува спрема големата мигрантска криза во Република Македонија. Очекуваме од него да се соочи и со безбедносните предизвици, радикалните групи и сите проблеми кои што ги имаме во нашето обкружување и дома кај нас. Ние ќе водиме сериозна сметка овие приоритети и принципи да бидат запазени од страна на сите членови на владата, без разлика од која партија доаѓа. Нема да дозволиме, како парламентарно мнозинство, злоупотреби на институциите заради партиски и политички интереси, но нема да дозволиме нити свесни блокади и кочења на штета на граѓаните на Република Македонија и на штета на државата Република Македонија. Од денеска кандидатите за министри треба да разберат дека функцијата министер за внатрешни работи и функцијата министер за труд и социјална политика е 100 пати позначајна од партиските функции кои што ги имале. Дополнително би сакал да изразам огромно задоволство од предлогот на председателот на владата на Република Македонија за министер за информатичко општество и администрација да биде предложен до сегашниот заменик министер господјата Марта Томовска. Таа е една од членовите на владата кои што досега има исклучително плодна и интензивна соработка со парламентот на Република Македонија и беа достапни во секоја прилика да помогнат во работата на Собранието на Република Македонија. Но исто така дозволете да потенцирам дека господјата Марта Томовска водеше огромен број на значајни проекти во Министерството за информатичко општество и администрација, посебно во делот на регулаторна гилотина, законодавството поврзано со државната администрација и јавната администрација, кое што е исклучително пофалено и од граѓаните на Република Македонија, но и од сите меѓународни субјекти, и зад себе остави добар впечаток на нас како пратеници. Се надевам дека тој впечаток го имаат сите пратеници во Собранието на Република Македонија. Затоа во овој момент дозволете уште еднаш да потенцирам дека од денеска одговорноста не е нешто со кое што ќе можеме да си поигруваме. Нашата цел е јасна. Господа од СДСМ, на овие избори нема да имате можност да избегате, нити да не ги прифатите изборните резултати кои што ќе ги испорачаат граѓаните на 24 април. Благодарам.